имаше една ситуација за која што веројатно многумина од нас ја подзаборавила. 2008 година, кога МВР приведе 23, чинам, сексуални работнички, кои што ги држаше во полициска станица без вода, без храна, без се она што му следува на секој нормален човек. Секако и тие се луѓе. И пред 2 дена осамна една вест која што ни ја принесе до нас медиумите ХОПС, организацијата која што и заради тоа имаме како нивната извршна директорка тука заедно со нас да ни каже што се случуваше во меѓувреме во сите овие 15 години. Вели, малтретираните сексуални работнички ја добија тужбата пред Меѓународниот суд во Страсбур. Државата треба да им исплати одштета од 13.300 евра. Хајди Штириова, Симуновиче во студиото на Телма. Добро утро, ви благодарам за присуството и за можноста во овие 15 на минути да раскажеме дел од нивната голгота и приказна. Добро е што сепак не се откажале. Да. Благодарам најпрво за поканата. Навистина ни значи просторот во медиумите каде што може да се говори за правата на жените, а посебно за правата на едни од најмаргинализираните и најранливите жени во нашето општество. Значи, не се откажа 4 од нив. Меѓутоа, во целокупната акција, како што кажавте, беа приведени 23, значи на 23 жени таа вечер и тој ден, следниот утредента, во ноември месец беше тоа 2008 година, им беа грубо прекршени повеќе права, меѓу кои оние за кои што Европскиот суд утврди повреда, ја потврди повредата. 13 од нив во изминатиот период се одлучија, се охрабрија со поддршка од ХОПС, меѓутоа и други наши партнери, затоа што морам да спомнам уште на почетокот, без и финансиска, меѓутоа и секаква поддршка од фондацијата Отворено општество, која што обезбеди средства за да добијат комплетно бесплатна правна помош. Потоа може да зборуваме за тој модел на бесплатна правна помош, колку значи за маргинализирани, обесправени, отфрлени луѓе во општеството да може да ги остварат своите права, затоа што без таков вид на поддршка ние немаше да успееме, и самите сексуални работнички немаше да истраеме. Едноставно чини тужењето секаде во нашата држава. Ова е само една од парадите. Зборам за инсертите, кои што ги гледаме, ова е само една од парадите кои што се случуваат секоја година во декември никаде, така? 17 декември, тоа е ден за борба против насилство врз сексуалните работнички. Така, извинете што ве прекинав. Да, нема проблем. Ева, може кратко да кажем, ако сакате, за 17 декември, па ќе се надоврзиме, затоа што има поврзаност во целиот муабет. 90-тите години, може и по 70-тите години во Соединените Американски држави се случувале серијски убиства кои што токму ги погодувале најранливите, најмаргинализираните, жените кои што возможувале сексуални услуги на улица, и полицијата и сите власти таму воопшто не постапувале по тие случаи, како животот на тие жени воопшто да не бил вреден. Токму провоцирани активистките за родови права, за родова еднаквост, и самите сексуални работнички, заеднички започнале да го одбележуваат овој ден како еден од деновите за борба против насилство на жени, а во овој случај на маргинализираните жени. Да се вратиме на случајот, ако може. Значи, кажав дека 13 жени се одлучија да тужат против министерството. Само извинете што ве прекинувам. Што им се случи во полициската станица? Ајде да се вратиме малку назад. Заради тоа што тој дел е многу важен. Така, апсолутно. Значи, ние како организација работиме со сексуалните работнички од 2000-та година. И со жените кои што употребуваат дроги, и секој ден, значи, имаме терени на местата каде што се овозможуваат овие сексуални услуги со цел да се превенира првенствено ХИВ и сексуално преносливи болести, меѓутоа и со друга цел, да се унапредат и заштитат нивните пред се здравствени и социјални права, меѓутоа и сите останати права. Овие жени, јас како правна советничка во моментот сум извршна директорка, меѓутоа јас во ХОПС почнав да работам како правна советничка токму на терен. И во тој период тоа и го работев. Вие бевте на терен во тој период кога се случи? Не, тоа се случи после
Јас лично не бев на терен, Така. откако завршил нашиот терен, меѓутоа во приведените беше и една наша теренска работничка која што додека нели се објасни и раскажа. Се разделиле со другите колешки, она влегла во таа рација, значи затоа што буквално и самото кажување на сексуалните работнички, потоа ние кога ги земавме изјавите, кога отидовме утредента нели да разговараме со нив и да ги мотивираме да покранат постапки за заштита на нивните права пред нашите судови, значи жените беа револтирани затоа што збораа буквално, вика, без никаква причина, не приведуваа, не качуваа во комбиња без да ни кажат зошто, како, што, каде ќе не носат. Значи толку беа исплашени, толку после тоа нели беа бесни и лути, меѓутоа во тој момент кога тоа се случувало, они не знаеле, дури некои од нив не знаеле ни кој ги приведува, само ги товарале, баш тоа беа нивните, на некои од нив зборовите, како овци, вика, не товараа во комбиња без да знаеме. Затоа што дел од нив биле во полициски комбиња товарани, меѓутоа дел од нив беа преведувани и од овластени службеници, меѓутоа во цивилна облека, во цивилни возила некои од нив, така што навистина некои не ни знаеа што им се случува таа вечер. И што ќе следува потоа? Кога беа однесени во биле однесени во полициската станица, значи уште од самиот нели при самата рација почнува повредата на правата, меѓутоа таму веќе во полициската станица им биле одземени личните документи, им биле одземени сите лични предмети, мобилните телефони, они немаа како да се јават. Среќа нашата теренска работничка ми се јави мене во тој момент. И јас веднаш се јави во полициската станица да прашам зошто се приведени толку жени. Мене ми рекоа тука нема никакви жени, има само, сега не знам дали смеам да кажам такви зборови, нели? Погрдни зборови за нив. Тие се тука и толку. Тоа не се жени. Само тие се тука, нема други жени. Колешката набрзо ја пуштиле. Во приведените имало и 8 мажи, кои што не знаеме во кое својство биле. Дали некои од нив биле макроа, дали биле потенцијални клиенти, меѓутоа мажите веднаш, значи буквално веднаш беа ослободени од полициската станица. И тука веќе доаѓаме до моментот на сериозно институционално родово базирано насилство. Во тој период можеби дури и ние како нели правнички, адвокатки се не бевме можеби како да кажам толку свесни за тој момент. Меѓутоа, апсолутно, после нели од која испоразговаравме со жените, следна работа зошто во самиот момент не изреагиравме. Значи, ние како организација веднаш се искомунициравме меѓу себе, меѓутоа колешкава што кажа, вика само да ги евидентира, затоа што и во минатото се случувале раци, да ги соберат, да им евидентираат прекршок, затоа што сексуалната работа кај нас е регулирана со законот против јавен ред и мир како прекршок и да ги пуштат. Не ја свативме веднаш во моментот сериозноста на ситуацијата и поради тоа, мислам, ние немавме доволно информации. Јас кога се јас не ми го кажаа тоа, од начинот на кој беше интерпретирано, претпоставив дека нели тоа ќе го евидентираат и ќе ги пуштат. Лоша претпоставка од моја страна и нели од цела организација. Жените после ни беа лути и нам, зошто сме ги оставиле, меѓутоа ние не знаевме во таа вечер што се случува. Зашто не им била побара вода? Дали ни вода, ни ништо не им било дадено? Значи, ние, вака, колку време беа во полициска сите жени ги интервјуиравме со исклучок на 2-3 кои што не можевме да ги најдеме и јас се уште, мислам, јас и колешката во предните да чуваме сите тие изјави кои што потоа беа презентирани и пред судовите кај нас. Меѓутоа и самите жени, она зошто добивме е моментот дека жените се охрабрија да излезат пред основниот суд граѓански, во тоа време основен еден суд во Скопје, основен 2, и јавно пред судијата и пред поротниците да кажат што апсолутно од тие 13 жени сите сведочеа и сите ги искажа, и тоа беше моментот кога судот буквално апсолутно Значи до тој момент ние чувствувавме дека и нели кај судијата и кај поротниците постои нели таа предрасуда, стигма кон овие жени, па зошто, па како, па демек тоа што им се случило го заслужиле на некој начин. Меѓутоа моментот кога излегоа да сведочат пред судијата и пред поротниците, буквално на лицето се гледаше промената. Жените ќе ја добија правдата уште во 2011 година, доколку нели апелациониот суд на 2 наврати, нема да зборувам од кои причини, неа првиот пат ја врати на повторно одлучување без јасни насоки за судот и со
дури контрадикторни барања од основниот суд, меѓутоа судот нели повторно ја спроведе постапката, ги како да кажам, ги врати назад повторно утврди повреда на правата на сексуалните работнички, затоа што беше флагрантна повредата. Гледам колку имаме уште 5 минутки само. Во 5 минути само замолувам, нели, затоа што можеби требаше повеќе време, ама нели секогаш има недостаток на време. Да, во интерес на времето само. Што ќе значи ова? 4 од нив кои што потоа ја бара правдата и до Страсбур. Што ќе значи државата треба да им исплати одштета? Самите пари веројатно ништо нема да значат за секоја од нив. Ништо нема да им променат во животот ако за некоја година повторно им се случи малтретирање без вода и така натаму и дека тие не се, како рековте, жени, туку се оној збор на К. Да, кој што нема да го употребиме. Значи, дали нешто мислите дека ќе се промени? Тоа е веројатно она идеја и се нешто што се прави оваа цела акција. Апсолутно. Ова ние го, мислам, не ние, него правната фела го нарекува стратешко застапување, затоа што нели не е целта само да се остварат одредени права на одредени поединци, туку да се докаже дека цела таа една група е маргинализирана, дискриминирана и стигматизирана во едно општество и дека општеството, а особено властите тука ги повикуваме дека мора, дури и тоа во самата пресуда, нели, го искажува, значи првенствено мора да се штитат правата, односно законите да важат подеднакво за сите, независно од состојбата, позицијата, па дури еве и да се така исторители на кривично дело да се, ако нели, мора да им се почитуваат правата, значи не може да бидат подложени на нечовечки и деградирачки третман. Судот токму тоа го потенцира, дека овие 4 жени, меѓутоа образложувајќи целата постапка, баш вака како вие што сакавте цела слика, и Европскиот суд се обидел во пресудата да даде поголема слика, потврдува дека и другите жени кои што за жал не се охрабрија да истраат до крај. Значи тоа стварно беше макотрпен процес. И другите жени заслужуваат, нели, едноставно сите заслужуваат да им бидат почитувани правата од самиот почеток, од првиот момент кога државата, затоа што државата е мокниот елемент и од што може да направи нешто друго. И од тие причини државата и само државата има обврската за почитувањето, нели, во вакви ситуации на правата на сите вклучени во конкретниот случај жени. Уште повеќе што станува збор за жени и особено ранливи и маргинализирани жени. Она што сакав да го споменам за бесплатната правна помош, јас се надевам дека овој случај, јас затоа и на мојот Facebook статус напишав, се надевам дека случајов ќе се предава, пресудава и целиот случај на правните факултети. Значи од сам почеток тие идни адвокати, суди, обвинители па и полицајци ќе бидат едуцирани соодветно како не треба да постапуваат. Она што сакам да го кажам за бесплатната правна помош, значи ние како организација заедно со сите наши партнери години наназад, од 2010 чинам беше првиот закон, па добивме нов закон, малку подобрен, меѓутоа сепак и новиот закон не одговара исклучиво на потребите на сите кои што имаат потреба од бесплатна правна помош. Ние успеавме со новиот закон благодарение на искуството од овој случај и нели заедно со сите организации, особено млади правници кои што исклучиво, мислам, посветено работат на тоа, да обезбедиме вештачењето да биде бесплатно за луѓето што ќе добијат бесплатна правна помош, затоа што да речеме вештачењето во постапката чини многу. Меѓутоа јас тука ќе ги спомнам, во моментот веќе не сум адвокатка, решив дека доволно беше да практикувам право во една неправна држава, меѓутоа она што ќе го кажам, адвокатската тарифа е исклучително дискриминаторна и ги става во многу понеповолна положба маргинализираните, ранливите, сиромашните граѓани, затоа што кога зборуваме за сиромаштија, не се сиромашни само оние со нула приходи. Сиромашни се и многу луѓе кои што одат на работа, заработуваат, а немаат доволно за основни потреби на живот. Така да верувам дека оваа пресуда, меѓу другото, ќе придонесе и за унапредување на системот на бесплатна правна помош. Само за крај, можеби во една минутка, толку имаме. Мене ме интересира, луѓето од МВР, да речеме, се оние кои што треба, барем според мене, да бидат дел од некакви обуки. Дали одите и на тој принцип? Да до нив допре приказната, заради тоа што нели џабе е сето ова. Таму е држава, ти таа ќе плати, пак ништо тие немаат од тоа, плаќањето и дали ќе стигне и до нив, дали биле виновни, невиновни? Значи,
одговорно можам да кажам дека се менуваат работите. Освен тоа што го водевме овој стратешки случај, паралелно во целиот тој период државме обуки за новинари, за медиуми, како да известуваат заедно со коалиција Маргини, како наш стратешки партнер. Државме обуки за полиција, директно и со офицери, што полицајци, полицајки што работат директно на терен, меѓутоа и со повисоките структури во МВР. И верувајте дека од обуките можам да кажам, во тие обуки каде што имало вклучено жени, посебно жени кои што биле на позиција, сме добиле голема добра поддршка, добра поддршка и разбирање, со некои од нив сме продолжиле во соработката и понатаму. Потребно уште многу. Значи, во моментот се вршат обуки поддржани од UNFPA и од Министерството за труд и социјална политика, затоа што во меѓувреме ние добивме и закон за спречување и заштита од родово базирано насилство, токму ова што им се случи на овие жени. И во моментов се спроведуваат обуки, вклучително и за луѓе во МВР, кои што понатаму треба преку нивниот центар за обуки да продолжат. Меѓутоа, само ова морам да го кажам. Социјалните служби МВР добиваат поголем вака, како да кажам, обуки. Важно е да се обучуваат јавните обвинители и судиите. Значи, сите заедно. И да се сензибилизираат. Затоа што ние, посебно кога станува збор за родова еднаквост и за почитување и заштита од родово базирано насилство, затоа што во случајов ние имавме институционално насилство, родово базирано насилство, како што кажа, а апелациониот суд беше апсолутно родово слеп во однос на темата. Да. Знаете дека добри сме во волку, малку минути се многу работи раскажав. Брзо зборува. Ви благодарам за споделеното искуство и тука сме секогаш кога треба да раскажеме некоја ваква убава приказна на крајот на денот. И секако ги повикувам и нашите гледачи да бидеме целосно свесни. Не мора да сме обвинители, не мора да сме адвокати, не мора да сме во фелата. И тие се луѓе и сите сме луѓе.